на сите што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција е продолжување, односно додаток на она што ги имавме вчера, и прашањата, дилемите, констатациите упатени во врска со работењето на Кочо Ањушев, како во неговите фирми, така и во државата. Почитувани присутни, Кочо Ањушев да не се крие зад партиските соопштенија на СДСМ и да одговори дали тој имал долгови во висина од 26 милиони евра пред да стане вице-премиер и дали е влезен во политиката со цел исплата на тие долгови преку тендери и државни привилегии. Дали човекот кој што СДСМ не го презентираше како успешен бизнисмен има милионски долгови и преку кредити преживува во бизнисот. Дали станува збор всушност за не толку успешен бизнисмен, туку за човек кој што единствено го води бизнисот преку кредити и заложување. Го пресликува ли Кочо Ањушев начинот на работа со своите фирми и придржавното работење преку државата која што секојдневно се задолжува? Економскиот рецепт на Кочо Ањушев донесе долгови за целата држава преку работата на владата во која што Кочо Ањушев е втор човек, односно вице-премиер. Секој семејство, само од почетокот на оваа година, само од 1 јануари 2018 година, е задолжено за нови 1200 евра. 1200 евра нови долгови само од нова година до сега. Безидејноста и неспособноста да се управува со економијата е евидентна. Ањушев или нема волја, или едноставно не знае да ја води економијата. Оваа негова влада има 0% на раст на БДП во 2017 година. Има пад на градежништвото од запрепастувачки 20%, а зголемувањето на цените е секојдневен доказ дека Ањушев едноставно не се разбира во економија. Дали Ањушев ја гледа економијата на државата само за средство, за бизнис заработка и личен профит? Имено, веднаш постапувањето на функцијата вице-премиер, фирмата на Кочо Ањушев почна да добива тендери од државата, а владата ослободи од царински давачки увоз на јонско-литиумски акумулатори, кои единствено ги користи фирмата на Кочо Ањушев во Македонија. Значи, владата на Кочо Ањушев ги намалува царините и давачките за фирмата на Кочо Ањушев. Дали ова е случајно или не? Во моментите кога Ањушев почна да лицитира со имиња за Република Македонија, горна, долна, северна, источна, западна или слично, како можно решение на спорот кој Грција го има со Република Македонија, уследи информацијата дека токму неговата фирма за трговија со струја е можно да биде продадена на грчкото електростопанство. Ањушев исто така, како и неговиот шеф Зоран Заев, нема капацитет да ја води економијата. Резултатите покажуваат дека Ањушев и Заев во изминатиот период од 10 месеци покажаа дека не знаат да ја водат државата. Економијата тоне, а граѓаните се повеќе и повеќе се соочуваат со немаштија во оваа економија која што тоне. Државата оди надолу, економијата евидентно и секојдневно оди надолу, цените одат нагоре. Оваа безидејна и неспособна власт едноставно треба да се замине. Граѓаните заслужуваат подобро, граѓаните го заслужуваат она што им беше ветено, граѓаните очекуваат да се исполни она што безброј пати и неброено пати беше кажано од Заев, Ањушев и останатите. Се случува токму спротивното. Повелете дали имате некои прашања? Доколку нема, на сите ви благодарам што дојдовте на пресконференцијата на ВМРО ДПМН.